Прв пат кога пробав IPA, мислев дека нешто не е во ред со пивото. Транец хологјанец на водно. Праша, вика, дали ова физичка продавница или вршат достава до дома? Вика, ќе ви донесеме до дома директно на пакетче. Ке си Мончева земал мапата, отишол до Drunken Monkeys и дојде после тоа тука. И дојде баш онака како некој рандом момент, како 10 сат со бајдата. Викам, убаво ти тргнал денот, бате, браво. Здраво. Добра. Добре, на прашање. Благодарам. А што има од домашно пиво? Домашно пиво. Домашно пиво има пиво на Пиволакс, Фокс, Веда и Калеш, затоа што ги имаме и Колшо точен. Во моментов го немаме, затоа што го потрошивме целна благица во петокот, а јутре ќе чекаме нова нарачка да ни стигне. Па може да ни даеш да пивнем, да пробаме од се по нешто. Од секој по нешто, да. Бараат ли муштариите кога ќе дојдат македонско пиво запознаени или се веќе дека има наши луѓе што прават нешто такво? Можам да приметам од клиентите што доаѓаат тука дека веќе се запознаени со нашите крафт пивари и тоа е добар знак нормално за да продолжат да работат и да обмислуваат и да промовираат уште нови пива. Пиволаб се приказна која ја започнува од тројци ентузијасти. Претежно 2016-17 имаат правено домашни пива, домашни услови, претежно во тенџериња си правеле пиво. И од таму се родила идејата да се направи некоја приказна каде што целата држава претежно ќе научи нешто ново за крафт пивото. Дамјан, што е приказната и позади имињата и самите етикети, дизајнот? Прво почнавме со самиот Фокс. Фоксот е PLL и етикетите не ги изработува Вања Шереметковски. И Фоксот е, значи прво, како што реков, првото пиво и бидејќи нашата пивара се наоѓа во Лисича, првото име беше како Фокс. Потаму дека потекнува. Потоа доаѓа темната ипа на ред, Калешот. Калешот и Ведата се две сестри уствари. Калешот бидејќи е темна ипа и Ведата бела ипа. Карактеристично за Калешот е тоа што има мал карамелизиран вкус бидејќи користиме 7 типа на јачмен во самото пиво. Се балансира заедно со ароми на цитрус. Ке Ведата, белата ипа, 50% користиме на пченица и јачмен, значи 50% пченица, 50% јачмен. Исти овдека доаѓаат на израз по-овошни и цитрусни ноти. Так. Значи на сите места уствари денеска покрај Трн што ќе ги посетиме од мапата, вашите пива ги има. Да, да. И пај да ги пробаме пивата. Може да слаша? Може ти си газдарица на местото. Ај проживели? Да живели, живи здраво. На здравје. Според начинот на како што сум учил ја да се дегустира пивото, прво ги ставаме раката околу пивото, околу чашата и нежно завртуваме за малце да се загрее самото пиво, да почне да пушта ароми. Можете да ставите и малку рака од озгора за да се задржат мирисите на Не врвот. треба многу брзо. Сеедно, може умерено, може брзо. И следно што ќе направиме ќе го помирисаме пивото и ќе ги осетиме прво мирисите што ги испушта. Потоа ќе Може да пиеме. кога ќе земете голтка, кога ќе издишите, ќе треба да ги осетите сите ароми на пивото.
Јас да ти признам, ипа обично не сакам многу, ама ова е убаво. Ова е PLL, посладок вкус има. Како и да е. Пет PLL-оте, да, тоа ми се падна мене, листичката ми се падна лисичка, оствари. да. Следно најблиску ни е Порта, па да фатиме од тука. Гого ни дојде, требаше него да го собереме, ама он дојде сам во Дзе. Така што ќе завршиме во Дзе. Да. Па да одиме. Значи стасавме на втора локација во Порта. Тука сме, тука Тука сме. Ти со крилцата последен. Немој да не брукаш. Повелете. Ми благодарам, ми Повелете, седнете. Јас ќе се пијам уште една влета. За мене Фокс. Што има мене да ми понудите нешто друго? Како да иде? Светло, темно, пченично, IPA, А што има оточено? точено имаме вака светло Budweiser, стал тија мирски од Охарас, Кромбахер светло, од Охарас IPA зипа, Ај Кромбахер светло дај ми мало. мало, да. Дај ми Budweiser мене, ајде. Ајде се. Пет места, 5 пиво и на крај доаѓаме со количка зима. Не, количка не вози некој. Да живееме да владееме. Втора прави. Од тарда да не грудули. Вака да ни е најтешко. Така. Па Порта веќе постои, значи на 29 декември оваа година, 2025 ќе правиме 18 години. Значи од 2007 29 декември, тогаш е Полнолетство. отворено. Полнолетство сега ќе правиме. За оваа мапа се одлучивме најпрво, значи со Никола, пошто он е наш као редовен гостин тука. Дојде, направивме муавет, имаше супер идеја. Ја одма таа идеја ми се свиѓаше, ми кажа и за другите места дека сакале исто да го направат тоа. И мислам дека ние вака што сме места што има во Скопје некоја понуда на пива, мислам дека е супер идеја и дека ќе има одзив. Поготоа за странци, пред се го правиме ова за нормално. Тие што се во Скопје не знаат веќе. Така, бидејќи 18 години постоите, се менуваше ли пивската култура, пивокултурата низ годините? Забележувате ли дека сега некако повеќе, да кажам, во тренд или луѓето повеќе знаат за пива и пијат пиво? Уф, да. На почеток можам да кажам дека скоро ич, као пивска култура, тие биле пивата во Скопје, двете најголеми пивари Скопско, да, и тоа било. Али задниве, да речам, 6-7 години, доста е променето, луѓето доста почнуваат да разбираат, поготоа за пивските стилови, што сакаат, што да очекуваат од пивото. Тргнувајќи од мене, пример, прв пат кога пробав IPA, мислев дека нешто не е во ред со пивото. Па после тоа нормално пробуваш и други, сваќаш дека ти се свиѓа и така мислам дека почнува полека да се развива. Така, вие имате и македонски, но и странски, нели, пива? Така, да. Што се нарачува најмногу или се подеднакво зависи од вкусот? Па вака сега типично за нашето место е пошто сме увозници на некои странски пива, претежно од брендот Охарас, некој англиски Сент Питерс, обично луѓето доаѓаат кај нас да ги пробаат тие. Секако се пијат и македонските крафт пива, поготоа странци кога доаѓаат сакаат да пробаат нешто локално крафт пиво, секако сега ги имаме на Бакревски пивара и на Пиволапс пивата.
отворени сме и за други крафт пивари нормално, али претежно луѓето доаѓаат да ги пробаат тие странски пивари. Бидејќи ги нема на други места, предпоставувам. Бидејќи ги нема на други места, проследено со нашата храна, мислам дека им се свиѓа таа приказна и така. Да, ние нема да стасаме и тука да јадеме затоа што одиме на 7 места, ама храната ваша претежно што се служи е мезе храна, така храна што е за пиво. Да, точно е тоа. Имаме, што знам, предпознатливи сме во Скопје, по тие крилца, Buffalo Wings, имаме некои пици. Десетина јадења што ете така се интересни луѓето да ги пробаат, што можеби ги нема на друго место. Понекогаш ете имаме некоја култура на гледање утакмици, на фудбал, вторник, следа Лига шампиони, друштва се собираат петок, сабота, значи местото не е познато да речеме по забави и таква култура, него ете пиво култура, пиење, дружба, храна. Сега сме на третата локација, уствари на третата и четвртата што ја посетуваме, бидејќи се една до друга. Првен ќе влеземе во Сакам пиво да си купиме пиво, зашто сакаме пиво. Па во микропаб. Одма тука во комшија. Да, ептен во комши. Автобуси треба да патиме. Ајде по ворката, влагајте. Ајде! Само е тоа. Пред 20 години, сосема случајно кога бев во Будимпешта во еден белгиски паб и пробав од тие белгиските монашки пива, монастирски пива. И тогаш работев сосема друга работа, по медиуми работев, као новинар и радиоводител. И после тоа, кога се вратив, реков зошто да не пробаме да отвориме нешто слично и кај нас. Во 2005 година во месец септември ја отворив првата онлайн продавница за пиво. Значи пред 20 години, кога немаше уште картички кредитни сите тие работи. И тогаш направив еден мал увоз на познати белгиски комерцијални пиво, познати во главном за нашата јавност, како Довел, Лефе, Шимај и некои мали заеднички пивари од Брисел, кои што произведува многу интересни овоште пива. И 3 месеци работеше така онлайн, само 3 нарачки, многу добро се сеќавам на првата нарачка. Еден странец, холандјанец на водно, праша, вика, дали ова физичка продавница или врши достава до дома, вика, ќе ви донесеме до дома директно едно пакетче. И после тоа некаде април месец 2006 година ја отвориме првата физичка продавница, каде што имаме повеќе од 300 брендови на пиво. Секогаш фокус даваме на македонските пива. Се навикнали македонецот да речеме на пиво пиење? Па со оглед на тоа дека веќе со 20 години присутен на пазарот со оваа дејност, ова е веќе некој тренд влегува, што значи го фаќаме чекорот со мало закаснување од 10 години да се отварат вакви места каде што ќе се промовира за неческата пивска сцена. Многу работа. Здраво. Па, нашава цел во папче е да ги уживаме македонските пивца. Имаме пивца од Бакревски, Бак, од Битола и од Пиволапс, од Скопје. Така се навикнали нашиве конзументи, нашиве луѓе да сакаат и да знаат дека има мали пиварници што произведуваат нешто. Па, кога ќе се напие некој од најсочново пиво, нормално дека ќе му стане најомилено пивце. Имаме многу луѓе што веќе
се големи фанови, си ги знаат пивата, не мора да му се објаснува кој е какво е, си имаат веќе омилени. Така, доаѓаат ли странци, бидејќи сепак нудите нешто што е македонско? Да, нормално. Си имаат исто така и страница, си коментираат кој им е најдобро, кој им е највкусно. Ви значи ли многу што сте дел од мапата, бидејќи некако сите сте мали бизниси и на некој начин со крафт бир турата се промовирате сите заедно? Да, нормално тоа ни е цел да привлечеме повеќе луѓе што сакаат пивце, малку моабети, комшилук, се е тука фамилиарно. Бидејќи ти си една од ретките на целата тура што ја снимавме, ствари и повеќето што се дури сопственици работат по шанкови си, но ти си најмногу тука позади шанко, ти си работела долги години тоа. Памтиш ли некоја интересна случка, што сакаат луѓето најмногу да пијат или некојаш се вика дека шанкерите се и психотерапевти, па ќе си дојде некој ќе си ја каже маката додека си пие пивце. Тука сум секогаш за муабет, за да се запознам со секој, да му ги слушнам сите маки, да му понудам пивце што ќе му одговара. И најдоброто нешто што моментално ни се деси е нашето чили портер со ѓумбирче. Да. Тоа го пијат сега. Да, тоа е друштвото пивце што ги донесот. Тоа е пивце или го сакаш или не го сакаш. Лутичко, супер е, ти ги отвара сите дишни патишта, многу е добро. И тоа е интересно експериментот со тоа дали на некој ќе му се допадне или не. Зашто или ти се допаѓа или не, зашто е лут. Да. Нема некоја средина. Да. И сите се down to да го пробаат. Дали се би ни дала едно мало баг, бидејќи Магдалина веќе надвор пие чили, Може. ама да го пробаме и битолското, бидејќи на друго место не го пробавме. Готово бакче. Да, мало едно, Е, имате светло и како или И не ви се темно, светло. да. Па ај светло дај него да го пробаме. Светло со цитрусни нотички. Супер е. Да. Има ли посебна филозофија и точењето пиво или се учи брзо? Да. Ама секојаш или те сака или не те сака, има денови. Да? Да. И ќе се навикнеш така, првата пена, првата чашка секогаш ја истурам. И после се е до навик. Веќе секој ден кога ќе точиш, Да. и Магде, како е чили пивцето? Епте не љуто, ако некој не ќе љуто, зашто внатре ни кажа Оле дека или ти се свиѓа или не ти се свиѓа. Па да, не го препорачувам за луѓе што не јадат луто и пикантно. А има блага некоја жичка? Не се осеќа можеби на почетокот, ама aftertaste-от во грло кога ќе ти влезе пивцево е многу добар тако лутичко. Не па на здравје, јас На здравје. вишничка ќе си пијам. Да. Компотче. Па стасавме во Drunken Monkeys, ама Магдалина и Дамјан стасаа пред нас. Па добар ден. Ние јас најавив кај сме дека пред нас сте стасале. Така? Да. Ние ве чекаме. Па еве не. Кај да се Drunken Monkeys. ушуњам. Да. Значи тоа и после во Дзеот тука идеме, така? Да. Цени останака последна. Да пробаме некој пивце тука, така е редот. Да. Здраво, Јована, како си? Супер, додовме да пиеме пивце. Кај вас? Какво пиво може да се напиеме? Јас сум за нешто точано. Точно имаме крафт калеш, бела и фокс, црно, бело, па и белел. Да, имаме калсберг, тугор, беледиктинер, хел, питбургер имаме и беледикт, ова флембер банк. Супер. Зашо се? Да го пробам калешот конечно? Добро.
Замерен калеш, ако може. Ја биле бит. Јас големи или мали сега, да? Малече. Малеш. Малиш, така? Ајде, здраво господине. Здраво! Ајде на последното место во Дзе. Да, добре ни дојдовте. Фала ти, што ќе ни препорачаш од твоево пивце? Имаме моментов 5 пива на точење. Ти го препорачам најновото пиво на македонскиот пазар. Мало претпоставувам, зашто не ти е прва точка денеска. Да, најмало. IPA од Белеза. Најновата пивара на македонскиот пазар. Имаат две пива, се имаат едно, зашто се потроши другото. Ова е доста свежо, лесно, питко е. И они ќе пијат тоа. Сефти. Нема! Што има? На ИПА има. ИПА. Деме кипа. После ќе биде... И може и тоа, имам Ќе две. биде после она не могу да се исправим. Ај живели. Ако можам ќе пијам. Ни кажа за пивото, сега да ни кажеш како настана Дзе, зошто се фокусирани на македонски производи и пивца. Главна работа со македонски производи беше само зашто буквално дружби доста со Slow Food екипава. И како што се дружевме со Slow Food и цело, повелував. Како што се дружевме со Slow Food, свади дека имаме еден тон ствари кои што производи општо македонски ствари кои што може да се имаме квалитет. Многу повеќе од квалитет имаме, а проблемот е што научени сме со оваа стандардната индустрија. Јас сепак доаѓам од крафт пиво. Као крафт пиво ми е историја позади со пиварството. Така да целата тематика не беше ништо нова. Фокусот на македонски беше само поради фактот што сметам дека кај нас главна причина зашто е сцената каква што ни е, за крафт у било кој сектор да збориме, ни е таква само заради немање доволно едукација и немање доволно простор, дадено простор за такви иницијативи и идеи. Пиволапс од кога? 2020? Идејата беше како да се диференцираме од целото, да биде нешто место, да биде нешто посебно, да биде нешто различно тоа стандардното што е секојдневие. Мене идејата ми беше да бидеме многу друго ова, концептот беше многу друго тоа да биде, се додека не се зема просторов и не се почна со просторов. Тоа се зема почна со просторов, се доби скроз друг концепт, со идеја, со свежо. Имавме скроз спремен бизнис план и идеја и све за 60 квадрати место на улица Македонија. И отидовме дента кога со Тихо Сортакот ни беше планот, кога договорот беше, кога прва работа што ќе направиме за кафана е ќе купиме точилица. Зашо? За и да не биде ништо од кафаната, имаме точилица, ќе можеме буриње пиво да се згинеме. И земав точилица, од Србија отидов купив точилица. Ја шверцав на Нишки фестивал бев, на Нишки крафт фестивал си бев. Се видов со српскава екипа одгоре, ми ја донесува точилицата од Белград до Ниш. Товарив, доаѓаме назад, ја носам дома, идам кај Тихо, кога треба да идеме да ми даде пола парите за точилицата. И ви кај успут да пројдеме до местото. И проаѓаме до местото како што ни беше тој првичниот план и у тој момент лепат нейл салун, депилација, маникир, педикир. И срце не волеше дека Тихо цел свет му се струши. Не беше идејата никогаш ГТЦ, се додека не бидна ГТЦ. Буквално зашто останавме 5 за 12 без простор. Буквално фатив вртев свежи идеја што имаше некаков деловен простор негде некако.
Имаше еден дуќан доле, сега завеси продаваат на ќошот, онде на прв спрат на ќошот. Тој се издаваше. Се јавивме колку да видиме што каде како, ни кажаа дека има, мислам, од други луѓе од околу слушнав дека многу големи се давачките за ГТЦ. И курац и како што испадна за давачките, така кренавме неки раце. Ама па се јавив после у менеджмент, ова било журнал до 2013 година. 10 години беше затворено како ние дојдовме и било едно од најкултните места у Скопје во тој период. Првите чешми со сензор у цела Евана Македонија во ова веќе се монтирани. Плочките се не знам колку евра квадрат и све живо идеја. 200.000 марки коштало местото на времето да се направи. Фонтан имало, Флиперот сега кај што ние, таму имало фонтан на ќошот. Као го запознавме газдата Слободан, такозван Цицка. Затоа имаме у вецето на пред врата што е тикви има нацртано, има горе едни тикви нацртано со цицки тиквите се. Зашо Цицка. Учезнат Цицката. И дојде он, се запознавме, ни кажуеше причи као Цеце им игра на Шанков и такви работи. Значи чезда ние. Скроз. Се у свое време. Така да наши сме си Нели сме се у духот на македонско? Да, целата тематика како што почнавме, од самиот почеток рековме дека ќе биде само за авторска музика место. Нема тезги немаме. Као типични петок сабота немаме некој кавре што свири Wonderwall на бина. Така да тоа ни беше од самиот почеток дека ќе биде исклучиво авторски бендови да бидат. Ги имаме само трибјутиве кога како на 2 месеци, на 3 месеци, нешто така ќе имаме трибјут некој и тоа е тоа. Сега следен трибјут мислам дека ќе ни биде Металика. Да, Металика мислам дека ни е следен. Караокето е хаос пички лудило. Скроз караокето ми е, да ми кажеше некој пред 2 години, некој да ме седнеш и да ми кажеше ти горе ќе држиш пап ГТЦ од 150 квадрати, ќе продаваш ликер од вишња 1 тон на вечер и ќе имаш караоке у петок вечер и најкул ќе ти биде, ќе му се пукнав од смеење. Од караоке не сум помислил ни па бутор. Скроз. И караокето ни е скроз најмален настан ми е можда, од сите што ги имаме. Се трошили пиво многу на караоке? Да! Треба да не викнеш на караоке. Па што да ве викнам секој втор петок? Ајде се, овој петок е ваѓа. Чекај, се трошили пиво, кажи да, на караоке, пошто за пиво ни е емисијата. Бакче ни е стандард као некој главно пиво кое што се продава, јелте ортакот ми е битолчанец. Јелте ортак е. Не е партнер, него ортак е. Он ми е битолчанец, така да пола битола искача у кафечов, мање више цела наша екипа што се луѓе као искачаат тука и си повлеквит битолското. А за мапава помага ли што се направи ваква мапа? Имаше интересно, имаше неколку луѓе кои што дојдоа, баш се прерадував пред некое време дојде дечко од Ирска Шкотска, нешто така беше. Бил у Drunken Monkeys и у Drunken Monkeys го земал. Уствари не, бил кај Симонча, кај Симонча земал мапата, отишол у Drunken Monkeys и дојде после тоа тука. И дојде баш онака како некој рандом момент, као 10 сат со бајде. Викам, убаво ти тргнал денот, бате, браво. У 10 чим почнавме по трета биртија проаѓа. Па добро, ма фино и за соработка и помеѓу вас сите бизниси, затоа што сте мали, повеќето се нови. И те како е добро? Мислам, главно поради фактот што повеќето, сите местава кои што сме на листава сме мање више луѓе со на иста бранова дужина. Знаеш, си ги имаме истите муки, си ги имаме истите идеи, филозофии, бар главно, као светот како сакаме да го видиме, многу слично ни е на идиотиве у секторот кој што сме. Така да ја пак ќе кажам, ја не сум нит кафанџија, нит бутор, јас сум ги осигурив место кај што ќе имам другарите да дојдат да пијат пиво и ја ќе се уживам. Тоа беше идејата, курац испадна. Многу повеќе нервози од колку уживање испадна, ама топе, знаеш, ги имаш оние моменти као колку и сака нека е мука и се живо и диво, петок, сабота вечер на крцана кафана, хаос ти е, тебе ги гледаш сите среќни, ева тебе хаос ти е и такви моменти така луѓето ти викаат, леле, Гого, тебе највише го мразиш светот, сега сакаш да запалиш. Не бе, брат, баш напротив, тие се моментите кога се радуваш. Знаеш, зашто буквално го даваш тоа со кое што ти е била целта, као луѓе убаво си проаѓаат од твојот простор. Споделуваш дел од себе, домот ви го отвара. Тоа ни е наш целиот вакво концепт, ајде да кажеме. Скоро сме непрофесионални, скоро сме неозбилни, као секој настан се касни, као има технички проблеми, као да ти ги покажам криглите, као криглите пола криглини се скршени. Ама јеби га, карактерни се, така карактер има, не се скршени.
Ова карактер додава само. Као целата поента е. Целата поента е скроз домаќински наши. Ми снема кикирики, праќа муштерија и да кикирики купува. Лимун ќе ми снема, сакаш Праша Магде кого праќа. сакаш коктел, сакам коктел. Мрш иди лимун купи и го гледаш се враќа со кило лимун. Од Веро доле. Сеќа Веро го имаме у подрум па до 10 работи. Јас сум таа IT задолжена. Ти се поживи како беше. Ајде менеджмент. Јас сум IT кај Магде, јас сум задолжена за купување кој ќе снема. А едно живели, пошто е последна дестинација, се бавија муаме да сме живи и здрави и следен пат на мапава да има уште 10-15 места, ама ќе си фатиме од Дај Боже. почеток. Дај Боже. Од Сабајле, Од Сабајле. Секторов кај нас е малце, мислам, знаеш, тажна е ситуацијава дека дојдени сме момент, например, вајде, ракијеве што ми се, поевтиниве раки, ајде, вакче, например. Набавна цена му е од прилика колку што е на ЛР, и сега ти треба да се објасни, значи гревото сме што имаме премиум производ кој што ти треба да го продаваш на цена иста или под цена како што е ракија индустријска. Разбираш, као скроз е гревото, као за пиво иди објаваме брат вас лесно вие, као 200 денари ти е пивото. Да, 200 денари ми е пивото, споредено со Скопско кој што го плаќаш ти 150, ама на Скопско набавна цена за буре е 1000 претпоставува. Као нешто така е 20 литра. Не знаеш колку. нареден пат ќе ме викнете мене како конобар ќе видиш како се продава се. Те ставам смена, сакаш сега Петок Сава да држиш. Напред е за мене Еразмус. Да. Скроз, со Симонче го имам зборено! Со Симонче го имам зборено, кај Симонче кафе има за правење тоа не ви. Да. Мора никога да се организираме. А имам настан некој преку Ајде да недела. правиме Еразмус. Ајде, Еразмус да Ти правиме. таму сабота недела, Магде тука сабота недела. Ја ќе бидам летеча. Тие што викаат, Ти контрола ќе не така видиш, да. а? Не бе, ќе дојдам и ја да работам. У пакет доаѓате двете. Не може сам. Јас се пријавам за надзор. Не, може бе некој ден преку недела што ќе имаме некој настан. Ај уште една живели отиде лентата. Ајде, Па ќе се збориме после овако. Што би рекле, конец.